Здраво живо, поздрав од ресторан Куманово СПА, емисија за Куманово. Данас имаме много интересантно соговорника, надам се дека ќе го задржиме вашу пажњу, а ваш гост е познат професор и позната личност од наш град Куманово, Стоиле Анастасовски. Професоре, здраво живо, како сте? Добар ден, добро ве најдов. Еве, кажи ми прво како сте? Па добро, пензионерски. Имате си одредени активности? И кога се пензионирав, не престанав, нешто работам по. Вообичаено на почеток еве да ве прашам како и свите и вас да прашам, каде сте родени во Куманово? Јас сум роден во селото Полович. Татко ми дојден 39 година во Куманово, мајка ми била бремена со мене, а немал никого, живеел во штала во кај Стојко Лопар во Куманово и ја вратил во село да се породи. Се породила и после 3 недели ме донеле тука. Еве, дека на стола имам многу фотографии од ваш живот. Да. И како дете, и како професор во гимназију, и од активности други ваши, и би се каја на почеток да ве прашам како ви е прошло детство, еве, да ни го пишете. Па моје детство е многу тешко поминато, меѓутоа гор сум и среќен од она што сум го живел како дете, сега сум цар. Сега сум во најубави години, иначе како дете сум многу мачен, заради тоа што потекнувам многу детно селско семејство кое е дојдено во Куманово. И татко ми бил момок кај Стојко Лопар, познат кумановец. И исклучиво се занимавам со земјоделие и со коњи и говеда се занимавам. Инаку, детството ми помина во Куманово, поголемиот дел од Куманово, моето детство го помина во Рајкова куќа, сегашна населба Карпаш. Таму чував крави, волови, коњи, имавме 10 хектара земја на едно место. Така да сега се вика населба Карпаш, се вика населба Карпаш, а вика се Рајкова куќа, зашто од путар Рајко е бил шпион бугарски. А татко ми кога дошел Куманово, пошто бил рабаџија, носија руду од слетово за Штипско железничко станицу, имал многу добри коњи и бугари го виделе дека има јаки коњи, мобилизирал ги и 6 месеца носи песак на Куманово пут Крива Паланка. И тоа да покажеме слика од татка ви. Татко ми. Како се вика он? Стојан. Стојан, добро. И инаку многу е бил вреден, пошто цел век се занимавал со шпедиторство, пренос на руда од Пробишти до Штип. И 39 година остава таа работа и доаѓа со пар коњи и кола и цело семејство 39 година во Куманово. Пошто мајка ми била бремена со мене, во тоа време, а живеел во штала во кај Стојко Лопар во Бавца, немале услови, ја вратил во селото да се породи и после 3 недели ме на конј во Луљашка на Самар ме донеле во Куманово и така израснав во Куманово. Живее во Куманово, но живее во земјоделско семејство, пошто многу имавме земја. 10 хектари на едно место. А јас со 5 години почнав да се занимавам со чување на стока, пошто имав еден брат постар, 10 години постар од мене, Трајан, сега е покоен. Сестра 5 години постара, Драгица, сега е жива. И јас бев трето дете, и четврто дете се роди 49 година, брат ми Свето, најмал брат. Така да јас бев во ситуација да бидам најмачен и најмногу да работам, затоа што тоа време брат ми Трајан заврши 4-то деление и стана чирак во прва пчеларска задруга во Куманово. Добро. И одеше од 5 сат до 5 сат, не доаѓаше дома. Еве сега да покажеме слика од твоја мајка. Мајка Дамјанка. Оно што е работала? И домаќинка. Неписмена домаќинка. Иначе родена 915 година, заборив да кажем татко ми 912 година роден. Иначе она е од Шопско рударе, татко ми од село Тополович, од многу детни семејства.
Мајка ми има 8 сестри и 2 брата. Пуно фамилија 10. голема. Татко ми има 4 браќа и 3 сестри, 7. Браво. Така да цело време Сака да кажеш дека ваше детство е било доста тешко и сиромаштие е било. сиромаштија до тука. Само еден момент да кажам. А јас кога имав 6 години и 7 во Рајково куќу, пошто имавме многу земју, вршим по 30 дена годишно вршевме. А што беше интересантно, од општина доаѓаше службеник и седи док вршимо, и кога ќе извееме жито, он од 10 влеќе 8 ни земев за град Куманово, а 2 ни оставив само. И татко ми виде дека не можеме да се прехраниме, па ноќе кога тој се отиде у вра, ставиме 60 снопа, извршиме и скриеме дома. Иначе ако не беше тоа време мешавме рж, есмен, пшеницу, мумуру, само да се прехраниме. Не сме имале облекло и садови, а за јадење сме имале секогаш. Добро. Интересантно му е слика од вашега деду. Он е бија доста интересна личност и ке ни кажеш... Ова е дедо од кај мајка, на мајка ми татко, кој е стрелен во село Шопско Рударе, бил комита и бугари ги фатиле 7 од Шопско Рударе и запретиле, ако дојдете кај црква на сред село да ве стреламе, семејството нема да ви го дираме. А ако не дојдете, ќе ви уништиме и семејство и куќи ќе ви запалиме. Од тие 7-5 мина дошле тука, ги стрелале и не им ги дирале семејството. Двајца побегнале, им ги запалиле куќите и сите семејство, целосно семејство им ги уништиле. Некои анекдоти памтиш ли да ти кажуваја татко ти или дедо ти од време на Други светски рат? Како не? Татко ми у Други светски рат, пошто имал многу добри коњи, тој 2 пати е мобилизиран 40 и 42 година, под 6 месеци без надомест да носи песок на пат Куманово Крива Паланка, и пошто му досадило да не го ангажират и понатаму, ги продал коњите од зор и премина на крави, говеда и така се спасил да не го мобилизира да носи да кулаци. Инаку во Бавцата, кај што имавме штала, кај што живеевме, каде што живи смо, дедо Стојко Лопар, кој многу ни е помогнал во животот. Јас сум на него Многу сме му благодарни. неблагодарни, него цел век. Да не беше тој, јас немаше, татко ми кога завршив 8 одделение, не ми дозволуваше не ми дозволува да иду да се школуја. А дедо Стојко вика, не може стане, ќе си земеш момка ти, како што си бил момак, ќе пуштиш дете да учи. Ме фатиме за рука, одведеме од Скопје каде ќерка му и она ме запишава во учителску школа. И никад не можам да забравам тој. Иначе овде каде што снимам овој е било имање на сина му Трајко Лопар. Клецовска задруга цела е била негова и овој бања и овој имање овде е било негово. На Лопара. На Лопара. Он бил прв градоначалник у Куманово и прво авто што е донело у Куманово тоа е Трајко Лопар. Браво. Иначе, овој го наследи негова ќерка најмала. Сначка на жена на фризера На шарата. Сарета. Она е газда бил, она го наследи ова после денационализација. Али мене што ме остави од овие слики, зборимо за овој кад си бија дете у младост, да кажеме, оваа слика е многу интересна. Ова слика е прво фиќо, го купив од доктор Васе, покојни хирург, загина. Иначе тој од Плостад до река доле, кај Стара црква. Ова е второ фиќо. Прво е Стојчо Лисица, директор на школа, кој на свадба ме возеше со мојата жена, невеста, а јас го купив ова фиќо, да е второ фиќо од центар до река доле. Ево дека има некои други слики, ми да ги презентираме на јавност.
Ајде, прво да уđe појдемо. Овој ми е другар потпуно слеп, Трпе Радевски. Ова е жена ми, јас и ќеркичка. Иначе, овој дечко е од на 7 години ослепел, татко му донел бомба дома и ја скачал на огниште, онда ја земе, пукне и остане рака му истече и след. Инаку, најуспешен од нашата генерација, заврши во Лондон со 10 и е прв директор на школа за страни јазици при влада на Македонија до Киро Григоров. Браво. Ево вие... Ова е мајка ми со нејзини две сестри. Како се ви каде, сестре? Цвета и Драга. Добро. Ово е Уминдол, 65 година пишува. Да. Ова е Уминдол, со ученици се снимав таму. И си таму работае. Таму работев од 63 до 67 година. И кажи ми како беше таму кога отиде на работа у село, сиромаштија и таму скромни услови. Па немаше струја, јас кога отидов таа година, уведувавме струја, прво уведовме само во школа, а после во селото. Колку тега имало прилики Уминдол жители? Околу 800. 800. Да. Па 130 ученики имавме тогаш. Али таму доаѓа од Никоштак, Љуботрак. Никоштак, Орланци и Ропајци. Кажи ми нешто, каде се учи основна школа? Основна школа Вук Караджич учев. Во основно училиште јас играв игрорец, коловоѓа бев. Инаку игравме и ракомет со... Таму прв пат почнавме да играме со Трајановиќ Чедомир. Чедомир, да. Да, заедно игравме, 7 и 8 деление. Кој ти бил учителка? Драгица сега е покојна, иначе на Врањско џаде седеше. Седеше, добро. Да. Ево во слику да ни го објасниш овој Ова е рукометна екипа. рукометна екипа од село Уминдол. Иначе во Куманово дојдовме на такмичење. Јас бев... Кој се дека на слику, знаеш ли кажеш ти? Не може да ги спомнам, али да ти кажам, многу успешни деца. Еден од нив е Чирич Саша, Да. а тука е еден Тончо, заврши економски факултет и стана секретар на економски факултет во Скопје. Браво. Значи, многу успешни деца, има многу инженери, завршено, кои работеа во железара и сите се беа запослени во Скопје. Чека, ова е животинка интересантна. Само да го задржам. Ова е мојот газда кај што седе во село Уминдол под Кирија и неговото ждребе и мојата ќерка. Ова е татко ми со кола одиме на нива со аргати. Тега аргатлак е бија многу заступен. Како не, ние сме имале по 25 аргата кога сме живееле, а и во Бавца кога работеме по 10 души имаме, баш 1 хектар Бавца имавме, не може 20 луѓе да обработат. Ево вде хубава слика. Ова е слика на ќерка ми во село Сопско Рударе. Добро. А не ги кажам една интересна работа. Јас на 22 години прв пат сум отишол од село Тополуѓ, не сум го знал каде е. Молев еден човек од Тополуѓ да ме води, пошто не сум го знал. Татко ми не насол за сходно да ме одведе да видам каде е. Идемо дале, друга слика. Ово е мој син у село Тополуѓ. Го носи да Чека, види Тополови ташно куде доваѓа? Пуно луѓе од знаат. Кратово десно, према од село Туралево, десно, фабрика за брусеви што е, тука десно Добро. се врти, право за Тополовиќ. Ева друга слика. Ова во моето десно со другари Витомир и Михајло Шнајдер, а ова е Срација. Сега ова е малку слика која привлачи пажњу со шешир на пазар се става. Ова сум ја на пазар, бидејќи по подоцни години, пошто работевме Бавцот, оставивме земја сосема во Рајко куќа и останавме само во Бавцата од 1 хектар, од дедо Стојко Лопар наследена и се занимавам, и производел сум зеленчук и на зелен пазар. Прв пазар беше се Дом на култура кај што е, друг пазар поради стокот на куќа, ова е третиот пазар горе, сегашен зелен Зелен пазар горе, Да. добро.
Иначе после јас кога отидов да учам, като отидов да учам, мајка ми го презема пазар. А куде се учије средна школа? Средна школа, учителска школа Никола Карец, Скопје. И тога си путувае сваки ден? Не, во интернат. Да, тога е имал автобуси за путување? Не, ја беше степенист на општина Кљацовце и стипендија беше доволна само за интернат. У 4 години школување, само еден пут брат ми е доши ми дае 50 динара, а ја за да може да дојде у Куманово после 4 месеца растоварам од другари петина вагони с чумур на малу станица, која болница што е сега раскртница, градска болница, растоварам вагони чумур за да земемо пари за да може да дојде до Куманово, немавме пари. Овој? Ово е Уминдол, мој газда, Черкичка и јагње. И некој друго дете тука негово. Кажи ми, кога учи учителску школу у Скопје, беше ли тешко, напорно? Па види, у прво и друго година многу ми беше тешко, пошто имаше многу пропуштен материјал. Ја, пошто како дете, јас се бале у 5 стану, измијави ме, измузив краве, разнесов млеко со џугум по град, торбичи у школу. Од школу каде до одмah татко ми, оставljam книги у Рајко куќу со говеда. И прво и друго година многу ми беше тешко, меѓутоа затоа што седеше у интернат, имавме воспитачи. И било е строго? Строго, не, и многу ми помогнаа тие воспитачи. Исто професори бесме, само воспитачи, пошто 200 души бесме у интернат. Да. Посебно женски, посебно мушки. И многу ми помогнаа прво и друго година, тек ученици ми пресуе со гимназија професор, били си увек одличен. Само у 4-та година. У прво и друго проваѓа, во треќо бидна многу добар, у 4-то одличен. Браво, е оваа слика. Ова е... Од 57 пише, дека? Да, 57 година. Тоа е учителска школа кад беше у Скопје. А ова е... Само да го задржиме ова, кој Така е. Ова е ќерка ми и на баца На Тоните, на... Тони и Сузана. И Сузана. Професорка во гимназија, а овој во пошта работи сега. Како му беше Бранко ли? Бранко. Бранко Бац. Стојановски Бранко. Ете, Тони и Маја. Ова ќе слика малку, така да кажем, маркантна слика. У 4-та година учителско школа се сликава и за табло. Браво. Сега, професоре, сега ви да го прокоментираш овој слика. Овој знаемо кој се наоѓа, кој е Соколано, кој што и сак ти живиш. Да. Тоа е одма над игралиште. Над игралиште и со граничи со игралиште спортско и со Соколано. Тој си го фактички ти и Маја Соколано на таста, све се гледае, што се е работало. Од собу све си гледам. Ти кај се оселија во куќа, кој година? Па 40 години, 82. 82, да. Мора да објасниме дека имаш многу овој слики, треба да ги малку испопрезентирамо, повеќе ќе покажуваме слики, али ќе збориме и така е. Еве оваа слика сега, ова е од 65 година. Овој се ученици од школа Уминдол на Гроздобер у задругу Уминдол. Ми беремо гроздје, а сваку година само на 4-то, 8 денене уплатени екскурзија да идемо за Охрид. Просто имало е традиција тога да има гроздобери по села Како не? И у град. Тоа е една, може да кажем, квалитетна традиција на Куманово, кој ден денеска се негуе. Има луѓе кои си тера ту активност. Само многу послабо. Послабо, да. Тога имало преку 200 аргати од Куманово с автобус ги донесе Гаце, директор, и ми школа 100 деца. 100 ученика од школа, беремо и сваку година ни уплати еден автобус екскурзија за Свети Јован Бигорски и Охрид. Браво. Еве колектив во основно училиште Карпош села Уминдол. Да, ово се Тоа се ти колеги. комплет колектив. Директор ми беше Илија Ѓукиќ, жена му Нада и остали. Тие други знаеш да ги кажеш кои се? Жена ми Веса,
Ланг, на Ланга жена. На кога Ланга, на Перо или на Стево? На Стево Ланга жена. Стево Ланга, добро. И Стево е таму работа. Да. Само тук го нема тука на Нема слика. веќе, добро. Ево да покажемо još еден од колективот Уминдол. Ово е еден клас од 3-4 колеги. Српски предаваше овој професор. 2 години само работеше, жена ми и 7 оделение тука. Кажи ми какъв е бија, како да кажу, ентузијазам кога вас професори за работу, а и нормално какви су биле деца кога сте ги училе? Види, чудна работа е, у тој време не ни даваше да путуемо. Кој работи у село мора да седи таму. Ти си таму живеен. Таму 5 години. Карче школа имаше под Кирiju, газда спомнага Газо Драган. Да. И многу, ми сме биле колектив како една куќа. Помагале сте се многу. Како не, во све заедно. Ја беше и режисер, благајник режисер, и наставник по физико и хемија. И плато сам си маја, завршна сметка сам правија све. Значи, фактички, колективи бија заступен од луѓе од град, али не су могале да путуе, мора да седи. Имаше и од Уминдол двајца, И од Уминдол, да. Ракит Никола, Воја Спасич, Вој Спасич, он беше спортски радник порано, така ли? судија. Судија. Иначе, он дојде во Вук Караджич, а и Ѓуки Ќилија после тоа уминал кога намали број на ученици, мене ми дадоа отказ, јас дојдов тогаш во Куманово. Еве нова слика. Ој пишуе 66-та со Ученици. Ученици. Јас со ученици од 7 оделение сите. Јас. памтиш некој ученик од овие? Па, види, спомнав Тончо, секретар на економски факултет тука, Кирич Саша и другите се у селото во задруга. Тогаш многу се вработија во задруга, преку 80 души се вработија во задруга таму. Добро. 64-та Уминдол школа. Ово се ученици исто. Ученици и наставници. И таму по година, 7 оделение и 8 оделение, сите ги собереме и се сликаме. Сега ти ќе ни кажеш куде е? Ово е Кратово, ово ми е скотски другар, Перо, иначе ова е од 3-та година учителска школа, кога сме биле се сникаме во Кратово. Прв пат отидов во Кратово да гости. Те Кратово не имало пуно становники. Не. Мало место како ден денеска. Не е ни мало четвртина, како ден денеска е, сега е многу поширено, тоа беше многу мало. Што ти е дало овој што си работаја за твој наредну кариеру, за будуќа кариеру, што си бие у Уминдол како педагог, мислам, работаја си. Колку ти тој значило почеток на работу за даје? Ја мислам дека најубави години таму ги пројде, затоа што нон-стоп, ја уопште дома не седеше. Кад се бере моморус, ја во комшија иду, љупи моморус. Кад се бере грозе, со грозе. Сите случува, с директора се организирамо електрификација, вршимо на школа. Ја лично сум го електрифицираја школу сам. Струје све. Струје све. Браво. Иначе, многу убаво си пројде во Уминдол. На некој начин ти си тие 5 години испека занат, што вика. Да. Па види, јас сум, мене Левко ми е бие инспектор по физику, директор од гимназија Левко. После што би на директор, да. Да, ама видите, ја од факултет донасаше хемикали и епровете и реторти и се вршеше експерименти у школа. И Левко вика, бе, у Куманово не врши ти, вика, ја од факултет ги зимам и ги донесу одека да правам. Ево исто од Уминдол школа. Школа, да. Тоа е колектив овој. Да.
Се професоре, може да проведемо на следеќу фазу, да ги вземемо, ти си убаво педантно све напишаја. семејно. Сега за работа у гимназија ќе зборимо, Не, семејство не се. за семејство, ајде. Се кажи ми, со твој супругу, кој години сте се земале? 62 години, јули месец. 80 години сега имавме, 60 години во 60 брак. години, фактички. Во брак имаме, иначе заедно сме од прва година до четврта сме заедно. Иначе во втора година тргнавме во љубов. И така, А кој се запознасте у у школа, да. жена ми е ќерка на војно лице кој од Сежана до Делче Опекче, секаде свугде бија дедо ми, пошто е ветеринар, технички ветеринарни техничар, со коњи, заштита на коњи. Еве го супруга, Охрид 1960 година. Да, тој како ученичко сум го сликаја таму Охрид. Добро. На екскурзија бесме со стистици у школа. Сега, овдека имаше некои други фотографии. Ја би се каја, ете, овој да го... Ово е свадба на твојега брата, на Свето. На Свето. Свето е Мирјана. Куде е било овој? Свадба го приму у Кристала, иначе ово е старејко Благе Шрче. Да кажем, у моју мало 4 таксиста од ukupno 6 Кумановци били у моју мало. Двојца браќа од една страна, двојца од друга. Славе и Благе Шрче старејко на мене и на брата ми. И Благе и Славе, а од друга страна Добре и Трајко. Фордови има сме. Добро. Една интересантна работа, ете, да знамо. Сега, само кратко ќе ни кажеш, овдека имаш едно убаво слику кога си бие у војско. У војско. Куде се служи? Ја бев у Билеќе, беше у Билеќе за нерезервни старешини. А на стаж бев во Бања Лука само месец дена и останало бев во Црномеј. За време на смена на Ранковиќ, јас таму бев затечен, бев командир на први вод и преку ноќ ги сменија сите официри што беа тука старешини, ги однесува на друго место и мене ме поставија командир на цета. Интересантна работа. Интересантна работа, ама ништо не ни кажа, не исплашија со тоа што извадија нови пушкометрелјаци, ново оружје, ново муниција, а ние обезбедуваме магазин за ракети кој беше сместен у Црномеј. Да. Иначе многу убаво место Црномеј. Ево, војсек ти ќе ни кажеш, ово е валја, само да го зумира камерман. Ово е мојот другар Трпе, јас му бев лектор, пошто е он слеп, јас му читав, јас, жена и дете. Интересантно за него да кажам, тој немаше да добивам помало оценка од петка. И јас добивам тројка, четворка, и он се кара се права бе. Он ми читае вчера, вика, зашто он тројко, ја петко. Али после кога станав за него, ти беше ли у град? Беше. А вика, ја 3 пат го понови материјал со мене ти чита, а ти си гледаја, девојке гледаја, си излази, да вика, помалку знаеш. Да. Еве друга слика. Ово е од моја свадба. У моју мало. Преку 200 луѓе имавме на свадба. Аха. А кум ми стана професор од учителска школа Никола Петров, после стана декан на педагогски факултет, иначе педагог беше. Добро. Еве исто ово е свадба. Исто од моја свадба. Еве да го покажем. Ако било убаво расположение било. Како Тега не? по Снашко се ишло пешки, не имало. Не, у Скопје бесме со автобус и фича. Не збору у Куманово кога се у ишло, Куманово да. пешка, да, мора кроз Да град дојде да те види низ град, да. на площад, скимнамо се и пешки до дома. Ова е фотографија исто од твој воен рок. Да. Чудна работа е што во тоа време дозволија да се снима со оружје војници само во касарна, не вон касарна. И јас тоа време
искористив Дото Сликаро Куманово што беше. Чувени Дото, да. И јас, сите од војска бараат пари, а јас од војска донесов пари. Тогаш како старешина, слика војници, по 500 слики месечно работев со оружје на војници. Ја му ги испратив филм на Дото ги заработи и врати ми ги назад. Еве во Тополович 68 годину. Ево е пред... Па викам ја, моли човека да ме води, не знам куде, а таму ме родно место, ама ја не го знам. Татко ми не наше за секунда да ме одведе. Ово е тој Ѓуро Ценевски кој ме водеше и таму на конј, какви мои деца ги сникам. Ово е на мојата свадба со мои другари. Стојадин покојни е, Михајло, Витомир со жена му. Ево дека Шопско рударе. Ово е на Шопско рударе, син ми на конј. На една свадба бевме таму, на еден од потомците на Вујко ми. Сега, Еден од војкиците е покојни, само еден е жив, а сите сестри се живи. Од Кикинда до Штип имам тетки по Југославија. Професоре, да идемо дале. Оваа слика е од манастир интересантна. Ти ќе ни кажеш за што се работи? Ова слика е сега манастир. Иначе ктитор е брат ми Свето. Ја финансираше и манастирот, црквичка и камбаниера. Иначе, како благодарност на мојот прадедо, Зафир, кој е ктитор на петикладенци во село Шопско рударе, го оформил, а мајка, како благодарност, додека живеше живота, не можеше да брат ми, после нејзина смрт изградивме манастир. Целосно го финансираше брат ми Свето, најмалиот брат. Инаку, фрескописот цела фамилија сме учествували унутра. Иконостас и црква и тоа е на Свето, а другите слики ми, фамилија сме си сликале. Добро. И ова е петикладенец. Ево е. Ова е првобитното петикладенци како колипче што кога оформил мојот прадедо на баба ми татко. Добро. Он таму живел, кога умрела жена, он се посветил на кладенците и таму живел и му носеле храна. Мајка ми му носела храна на дедото. Добро, дека има професори и други фотографии. Еве ми тоа се се фамилиарни, куде што на некој начин се одбележујев некои ваши јубилеи. Еве 66 години. Еве ова. По 60 години брак. Ово е Да. унуче. Тоа е унуче, да. Ова е сваќа, снашка, син, ја и унуче. 66 години. Не, 66 години. Тогаш имав. Жена ми имаше 60 години, не ни слави. Да. Иначе имам слика тука од 50 години златна свадба, а сега славевме 60 години сега. Где го одбележисте 60 години? Дома? 60 години, не, у хотел, хотел Карчиловачко, тој како се викаше, рибни ресторант. Аха. Тука, а сега 60 годишницу дома си го. Добро. Добро, тука има и други слики. Ова е од свадба на ќерка ми Дамјанка во Скопје. Добро. Ова е најстарата ќерка, мажена у Скопје, за Грдановски Боро. Иначе во Скопска црква кај Атомска станица тука се венчани. Сега, професоре, ќе се задржиме малку повише на ваша успешна работа у гимназија Гоце Делчев. Да. Кажи ми, кој година се дошли на работа во гимназија? 1967 година. Тој бие директор Владо Филиповски. Филиповски, Легенда. легенда. Еве, ми ќе прикажуваме некои фотографии.
Овој се од... Од Моторско со тој дек. Не, после ти, прво вие да ги кажем. Ајде, прво овој. Ово е матуранти 71-75. Да. Тој ти е твоја генерација. Да. Можеш ли да кажеш кои си ги учениците го учија, еве, да ги спомнувам? А не може, многу се. Многу се, да. Многу се. Еве да кажеме некои збори за колектив кои се предавале тага. Владо Филиповски, ова е по биологија Славе, Чевла, математика Ставре, Благоје по македонски, Мира Манева, по музика Часлав. Кажи ми, кад си доше на работа у гимназију 67 годину, што си затекнаја као колектив? Твој прв утсек што е бие? Многу убаво. Ја не сум бил ни на свадба толку убаво примен. Колектив е бил за пример. Компактен, со почит. Ја беше најмлад таму кога дојде, пошто так би упишава први генерација албански паралелки, прво беа 8 ученика, едно женско 7 машки, втората година 2 женски, 8 машки, и пошто ја беше најмлад, Владо ми вика, Стоиле, ти ќе ги бидеш класен. И ја бев прв класен на албански паралелки, од кои сите тие прва и втора генерација завршива факултет. Има женско гинеколог, интернист, специјалист по очни болести, сега е специјалист за диабетес, хирурзи, значи сите се и неколку професори, од кои од таа прва генерација еден беше и заменик на директор Владо Филиповски, Селвер, сега е покоен, а другиот беше одговорен старешина за просвета на општина Куманово. А какъв е твој бија И за и. утисак за директора Владо Филиповского? За njega има многу пофални зборови за негова работа. Само може да посака човек да има таков раководител и директор. Во секој смисол позитивна личност. Амбициозен у работу. Амбициозен, добар, извонреден. Ајде, професоре, еве сега идемо даје с гимназија. Ово е Тоа се матура, да видам сам која година. 83 година матуранти. добро. Тој си ги ти бија класен. Не, овде се цела генерација се наслуби пред школа. Сите класови од таа генерација. Кажи ми, какви се биле ученици од тоа време, вика сте предавале, ред е морало да има у школа, О, тоа е било дисциплина. дисциплина, нема проблем. Види, генерацијски една ситуација има. Во тоа време колегите не сакаа да бидат класни на деца на своји колеги. И на сите колеги, 6-70, јас сум бил класен на нивни деца. Преди тоа, знаеа дека јас како најмлад бев многу реален и не величав ни едно дете, нити помаловажав. Јас бев како друга со учениците. Инаку, да ви кажам едно, колегите кога дојдоа нивни деца во гимназија, критериумот на оценување го сменија на подобро. Да се сватија дека нивните деца не се идеални. Дека тоа е реалност. Еве, например, да кажам, на Владо Филиповски и ќерка, и син Славчо, и ќерка му, како беше, докторка, беа примерни. И ја на моите деца, на сите сум им предавал. Никогаш не сум им дал 5. 3, 4. А на Владо Филиповски, на децата, не можеше да не им дадам 5. Да. А имаше ученици, речем на Славета, 3 може да дадам син. Не може. Така да... И една ситуација има. Од сите предмети бегаат ученици, само од мојот таз не бегаат. Меѓутоа, јас им кажам, кај мене единици нема,
А ако некој не доаѓа на час, тогаш ќе се расправаме. Им кажа дека јас развивам патриотизам и давам знаење што ќе ги им користи во животот за лична заштита и за заштита на земјата. Тако е. Ево нова слика, овој веројатно твои ученици некои. Некоја генерација. Да, генерација еве на ќерката на Владо Филиповски. на директорот му од пошта Добро. Бранко Стојановски. Еве тука. Да, тоа е таа генерација. Сега, професоре, пуно кога те види во денешно време, што си ги учија сви ученици, сви те поштуе, ценив и Тоа ми е најголемото богатство. тебе те прави тој среќнива највише. Највише. Само едно да кажам, јас учениците у гимназија јас да кажам нешто друго. Ние учителска школа учевме педагогија, психологија, дидактика, методика за секој предмет како се предава, па како се прави припрема. Сегашните колеги поима немаат од дидактика и психологија и го избришаа воспитниот дел. Ние тогаш учевме воспитување и образование, а сега е само образование, трка по оценки, по петки. А меѓучовечки односи не обрнував внимание. Така да, уште една убава работа да кажам. Јас у прво време предавав во прва и втора година. Предавав во економско, техничко гимназија, пошто мал број на часови беа. Кога се зголеми бројот на часовите, останав само во гимназија, па дури земавме и друг колега, пошто се зголеми бројот на часовите. Во почеток немавме литература, јас морав војна библиотека да користам и да се подготвувам за ова. Меѓутоа, многу ми помогна што сум ја физичар и хемичар. За нуклеарно биологско и хемичко оружје 90% работи ми беа познати. И кога се оформи факултет за ОНО и ОСЗ, за безбедност, јас се запишав и у рекордно време го завршив. Јас толку успех не можев да постигнем со физика и хемија, бидејќи само 5 години работев, а со одборна заштита постигнав врв во Македонија. Станав председател на Сдружение на професори, бев во Загреб на курс за користење на кабинет по одборна заштита и држав предавања и на професори од факултети и на професори од средни училишта како се користи кабинетот по одборна заштита. Ево слика од Крушево. Ова наш колектив гимназиски, комплетно. Бевме на излет ево Славе, Глава, Чевла, Ставре, директор, сите тука, ево Чевла. Бевме на екскурзија во Крушево. Како сте живувале колеги во кој ви кажате почеток, али Многу убаво. увек имало почит и разбирање? Ама како не почет? Уште еден момент да кажем, во економско училиште беше само едно маско и јас бев втор, продавања да предам. И дежуравме, ние тогаш дежуравме во ходник. Место колешки, јас сите денови дежурав, не сетам, да се може да се изборат колешки, таму беа фамилиарни, јас бев млад. И Чевла и јас сме биле најстроги во гимназија, во ходник, кога сме нема ученик. Кога има други професори, има ученици во ходник. Ние, кога сме 20 дежурни, Значи, да нема видиш милост. ученик, нема да видиш ученик во Да. ходник. Ова е екипа у партизански Вишебој. Да. Со гимназија, 5 години бевме во Македонија на прво место, одевме во Словенија на такмичење, тоа беше движење по азимут, гаѓање со пушка и теоретско тестови решававме. Иначе, со гимназија имам преку 50 дипломи, плакети, не може да кажам, во гимназија оставив, а сега тоа се уништено. Кабинет беше еден од најдобри во Македонија, тука држав семинари за сите други колеги во Куманово, иначе ученици и уште една седа, кога бевме во Скопје, кад бевме во Скопје на такмичење, председател на Селенски сојуз вика, како ти прво место држиш 5 години, а во Куманово немате Селенски сојуз.
И тега ја га повикна Дилевски Љубиша Лобе. и формиравме Стреларски сојуз на Куманово. Звонко тренер е голем ентузијаст и тој ни беше тренер, Звонко Спасовски беше. Пасовски. Да. И алалда му е, јас со лични мои пари и Љубиша го регистрировме и помагавме 5 години бев председател на Стреларски сојуз на Куманово, меѓутоа не издржува, никаква помош немавме. Јас, Звонко е преко 10.000 у тие 5 години потрошил своји пари, ја преко 20.000, Лбе преко 10.000 своји пари, за да може да одиме на такмичење. Ево на слика ќе се препознаем некои ученици, ово е од 85 година. Да. Тој се матуранти од 85 година, славаме. Дека не знаеш кои се ви ученици, некој да спомнеш, само да го задржиме слика ока. Не може да се сетам, многу е одамна. Еве ќе се препознаем некои кумановци. Кумановци ќе се На препознае. слика, да. Кад направиш, односно кад повлечеш црту, сума сумарум, работа у гимназију, го памтиш повише по-добри работи, него по-лоши. 90%. Али Лоши има не и има. некоја случка која ти останала во кој најбаво сеќање кој денеска го раскажуваш. Па види, тој време или смо на екскурзија. Низ цела Југославија. Низ цела Југославија, јас 5 години узастопци бев, пошто Колешки, кој беа класни на раководители, тогаш одеше класен с класови. Меѓутоа, кад не беше ја класен у треќу година, а со Колешки класни, замолитваме ја да ги менјам. И тој време носесмо, пари ги носесмо и платисмо готово. И ја, за да не се деси да ми ги украде пари на 5 ученика, ги подели пари, што ги имamo укупно. И кад идемо да плаќаме, иде ученик и ја, ученичка и ја, и плаќаме кога идемо да плаќаме. Иначе, десимо се у Сплит, имаше првенство на Југославија у ватерполо. И со свој автобус од Сплит на трек отидемо на остров Хвар да гледамо ватерполо. Една сатисфакција на пазару у Сплит многу убави среќни имаше. У тој генерација беше Мете Казак, доктор. Доктор, да. И куписмо 4 гајбе купимо, 2 автобуса идемо, по 2 гајбе. И качимо ги, едну гајбу успут на трек си го се дева они, и другу гајбу, и двете гајбе, кад се скимнамо, трчи еден пилјар, мислите како ги продавамо, да ги купи, па да ги купи. И Мете ви гајбе, просто што да правимо? Добро ви же, 10 ви же, задо ви се колко пари да дадемо за сви 4, земамо му пари на ова од пилјар купи ги и отидемо на ватерполо. Само да докажу една. Белјанина иде голема, враќајќи се од Хвар на најголемо возвишено место, на еден од автобуси скрши се полу осовина. И останамо дефект. А шофери немам налог да идев таму. Пласив се дејко ќе ни утепаме, што ќе правимо? Док што ќе правите, ќе платимо ми. И пратимо еднога од шофера, Бечар се викаше, Томе ли беше Бечар? Томе Бечар. Он иде, а еден шофер остана тој и ми се изводимо осовину, свет, спремимо го да донесе овој полусвин да го ставимо. Кад доваѓа таму, кон BMW и 2 механичари, вика, леле, се пари од екскурзија ни ги земе овие. Кад се не да кажу за добродот на кумановци, што значи. Тој директор, кој го сервисирамо автобус до Сплит, у Куманово имае дефект 2 шлепера. И дејко ги земаја, до неја ги поправија и не ги земаја пари. И като дел пратили без пари осовину, механише, све наместише, све и на острова, а не ни земава ни динар. Интересантна случка. Ето, тој да знае кој се кумановци. Гимназijska екипа за направо 80 година. Овој за партизански више бој, овој без условени. Имало е пуно тие активности. Како не? Секој година. Путувало се е пуно. Путувало се. Па ми у Катланово републичко такмичење у партизански више бој за основни училишта и за средни училишта имаше посебни маршрути. Јас се учествував во правење на плановите за движење и на лице место маркиравме
кај ќе поминуваат екипите. Еве професори, ово е доле од спортску салу некој направар. Ова е некој републички направа или меѓушколе нешто? Само моментално да видим. Не, ово се работнички спортски игри од пошто ми ова слика. А од пошто ева. Добро. 84-та година републички и покрајински нешто. Овој се советници од сви републики и покрајине. И председател советник и јас сум тука заменик. Јас сум, ова е македонски, ова е со сите републики и покрајине. А кој е сликано овој? Ова е сликано у Скопје. Присуствувство на час што го држу за професори, за користи на кабинет. Не, овој се ученици. Ученици, јас сум клас. Да. Ова е на старата син, ова е Драги со Цветкови, ова е што има фабрика, ова е како се геше. Еве га Метебе, еве га Мете Казак. Мете Казак, да, тој се твои ученици се. Мете Казак имаше девојка Романа Марија. Многу беа заљубени, само оцели се од Куманово и Она е била рукометарка, татко бие војно лице, Војно играла лице. за Куманово, Да. се живи у Ниш. да. Еве што го презборимо тоа е за екскурзија, да покажемо илустративно едну слику. Екскурзија низ Југославија. Еве Да. автобус, Автобус, шофер, југторис. југтурист и ученик од гимназија. Добро. Тука еден случај да кажем. Таа година, која пошто беа полни, два автобуса полни и директор сакаше да претовари 10 албанци по 5 по 1, провикам директор не може да бидне, зашто не е ден и два, 12 дена се упрашање. Не може. И тука се замериме прв пат и тогаш одлучивме фатимо комби. 12 албанци у комби и ми јавни. Што не најде несеќ да ви кажем. Одејќи у Ковастас, като отидеме у Шибеник, децата од комби искача игра фудбал, едно дете рипа у реку и срце му пуца и се удави. Тој на кушата касапина од Куманово братче. И таа стратегија тогаш така што направимо, така оставимо га шофера и два ученика, други ги претворимо каде нас да со смртвачки сандак дојде до Куманово. А какав Белја ме прати, да биле претпоставка у наш автобус. Тој професор, албанец, и се лиши од Куманово одма. Да ти кажам едноставно, ја како матурант, мој колега, завршен, у Блед ми се удави. Сортачки вагонствен сообраќај и у Блед прекинам екскурзија, други класови отидева, а мој клас морамо да се вратим у Скопје. У школу исти случај ми се дечи. Колку дена престоја траеше тага екскурзија? 10 дена или тако беше? Од 10 до 12. Да. Тој се плоеше све, Хрватска, Словенија, Јадранско приморје. Јас сваку годину менјаше маршрутот, прошируеше, ише се му Нови Сад, Кикинду, према Загреб, сваку годину го менјаше маршрут. Браво. Да го запознам. Пошто како дете не сум бил низ Југославија. Све што да живее како професор од гимназија. Професоре, кажете ми, до кој година работевте во гимназија? До 89-то. Зашто напуштивте, ако не е тајна? Па, видите, ја имаше тага многу мало плато. Пример, имав, снашка ми работеше у пошто, 2 мои плати имаше со средна школа. И расписаше конкурс за одборни заштити и безбедност. И јас се јави на тај конкурс, че да дојде до поголему плата, за да очекам поголему пензија. Единствен причина. Инаку два пати да се родам, два пати просто да ќе идам, нема да идам на друго место. Тешко ли ти е падна тој што напушти гимназија? Па, психолошки многу тешко, а финансиски многу дупло подобро. Дупло плата имав у пошта. Добро. Еве да покажеме некои слики од
Ovo je proslava na pošta, ovo je od dijabetičari, ovo je Dragica sekretarka i ja, predstavitelj na dijabetičari. Dobro. Evo ovo je. Evo go PTT komisija. Ovo se referenti po bezbednost i zaštita na pošti. Dobro. I sostanog imavме. Кои сум дека на слику, може да ни кажеш? Па од различни пошти се. Аха, добро. Не може да ти ги кажам. Од цела Македонија се од поштите. Ден на пошта прослава. Ovo je proslava u Iskru. Кои сум дека на слику? Бранко, жена му, директор на Паланко, ја и жена. Дека се дошле у пошту, веројатно е директор бија Бранко Баци. Не. 101 беше уште. 101, аха. 101 беше и кад си отиде 101, так се распиша конкурс и Бранко, ја таму бев пред Бранко една година. Тој е возач ранг од Табановци, на директора возач и после и мој. Како може го пишеш тај радан век у пошту, колку кажасте 8-9 години? Да. Многу плоден. Ја кодел идеше... На кој сте позиција работале? Ја бев прво референт за одбрана и заштита и безбедност. Кога се укина референт за одбрана, бедна раководител за Кратово, Паланка и Куманово за безбедност. Еве ги. У тој време јас снима 2 филма. Заштита од пожар, имам CD-а, ќе ви ги поклонам да ги пуштите, и заштита при работа. На ниво на Македонија едини филмови. Добро. Јас направив тоа време... Тоа се едукативни филмови, да. Едукативни, да ги пуштите да види и да снимам за сите пошти. Направивме тоа време касети, а после се префрлив на CD, за сите, дадов на сите. Директор на Централна пошта Скопје ми вети, а тоа го направивме с Куманово, Стево ми ги снимаше, с 1000 евра све сме тоа завршиле. Директор обезди 25.000 евра за Скопје, на ниво на Скопје да правимо. Меѓутоа, сменише ga директор од Скопје и тај работа пропадна. Ево е сега 6 април 96 година поштенски спортски игри стрелаштво. Да. Јако да иду све около сега. Ова се од Кратово, Паланко и Куманово, учесници на спортски... Добро. Добра екипа. Екипа ИПАЛ. Ево исто е овој, некои напреварувачи. Ова е надпревар... Да, партизански Вишебој, еве го Гачевиќ и ова е од Скопје. Еве го па пошта. Ви ќе кажете куде е овој? Пошта прослава, ова е секретар Борко Спасовски, ова е директор, после Бранка што дојде албанец, да му го заборев името. Ова е прослава, ден на поштари и да укрио Паланко. Исто убаво дружили, имале сте Како не? од време на време седенке, средбе. Кратово, Паланка, Куманово. Да, тега Кратово и Паланка су биле под Куманово, Од тако ли? Куманово. Професоре, паралелно с вашу работа у пошто, и ви сте многу активни и у движение, само да покажемо слику, на диабетичари. Да. Еве една фотографија овдека. Ја беше 8 години председател на диабетичари на Куманово и на ниво на Македонија и сега е најуспешно сдружение. После мене бе Гачевиќ, Драган. Тој стана и заменик председател на Републичко сдружение, иначе едно од најактивни кои има
околу 1000 членови, од кои активни се околу 200. Меѓутоа, за сега имаме најуспешна и најуредена амбуланта за диабетис на ниво на Македонија. Колку време имате диабет, професоре? 25 години. На инсулин сум 24. Сега, по ово што покажамо на слика на Кумановци, ви сте биле стварно многу активен човек у сви сфери на делување на град Куманово, и удружение, и како педагог, и како у пошто сте работале, али ја би се вртие малку на образование. Би се кај да ја прашам да направиме едно паралело образован процес так, какав би бие и сак у денешно време, повише компјутери, дигитализација, физичка активност на деца е многу послаба, а у ваше време повише се, како да кажа, социолошка компонента била позаступена. И воспитна. Сега воспитната компонента е 0. Сега ученици и родители ги тормозат наставниците. Наставниците сега се професори и наставници од основни школи, малтретирани. Јас гледам сега, се јавиле 2 деца и 20 родители и обвинуваат за некои наставни у школа. Што е, значи, порано, ние со родителите имавме многу одлични односи, али држахме по 3 до 4 состанка годишно со родители. И таа соработка родител. Јас, една култуазија да кажам, јас не сум оправдал ученик за изостанок со лекарска белешка. Ако дојде родител, ќе му оправдам. Не дојде родител, не му оправдам. Ако родител не знае, ученик донесува белешка дека бил болен и не дојде, ја не му признавам. И тоа си го знае учениците. Друго нешто да кажам. Кај мене во гимназија, прво полугодие ја предавам. Али, онака, педагошки план, го истакнам на табла и поред образовам. Учениците за наредниот час, кога разговараме, знае што треба да каже. Значи, пред припрема за час и за настава. Да, секој час припрема. Да. И со големи букви на табла напишам. Друго. Второ полугодие учениците ме заменуваат мене, они предаваат. Толку ги оспособим. Јас, например, вие ќе станете ученик да предавате, ја на твое место, ако нешто не му е јасно или не му одговара добро, мене ме праќа како ученика. Да. Не се приметуваше дека тоа ученик, не е професор. Нема застор. Така да воспитниот момент е многу важен. И за мене најголем успех е што ниеден ученик од час не ми е изостанал и не е побегнал. Имаше класови кај одредени колеги 50% од час му избегаат. И просто како ти тој оправдаваше даре тој домаќе воспитање, денеска деца ќе го види професор на улица, не го поздравја, само го пројде. Збору за не сви, дел од генерација денеска. Некако професор е маргинализиран. Јас кажав, професор е маргинализиран не само од сега ученици командуваат и родители и професори. Тоа е разликата. Да, и се тражи некои права. Професор, педагошката и воспитната компонента ја губи професорот. Сега повеќе се пласи професор што ќе каже ученик за него или родител за него, него директор или одреден. Така, се свртеа работите наопаку. Значи, почита, јас кога бев ученик, директор кој ќе поминеше, да ти кажем како став мирно во војска стојаме. И едва чекаме да му кажеме добар ден, здраво, живо, здраво, а сега нема поштовање. Нема поштовање. Мислим, частни изузеци, не сви, да. Да. Еве ти како дугогодишен педагошки радник у образование, дали сматраш дека овој стак што има многу тие факултети е добро или Па еве ја да кажам, да почнеме од министрот за образование. Со фалсификат диплома станал професор на факултет, а политичари се прават наш сограѓанин, премиер,
и неколку министри од албанците ги кројат политиката и програмата за образование. Сега се може да ви биде јасно. Ниеден стручен педагог од нашите педагошки факултети не учествува во планирање на план и програма за работа на образованието. Друго, методика, психологија, педагогија се минимално застапени, што е многу важно. Јас кај учителска школа, да кажем, ние у трета година одевме по школи и посматравме часови. Па правевме припрема и државме часови пред наши професори и пред учителот кој го води оделението. Така е. И кога дојдевме во школа, ние бевме подготвени, затоа е, видите, ваква припрема за секој час сум морал да правам. А сега, со овие отварање нови школи се изгуби критериумот. Уште нешто раба. Во моја учителска школа 2 до 3 ученика се биле одлични во клас. Сега во средни школи 80% се одлични ученици. Ама со знак прашалник. Дали се одлични? Сега татини, мамини деца, родители трчат по оценки за да ги запишат на факултет. Што е нонсенс. И друго нешто, не кажа една битна работа. Јас во гимназија не изведов оценки сам, него со ученици. Председател на клас, до мене и оценка. Кај мене се биле од 3 до 5, нема друга оценка. Али по реално ценен со ученици, него јас што може да го оценам. Зашто они се знае меѓу себе кој што знае, кој што може. И тоа е рецепта за успешни генерации. Ама тоа, генерации се биле, да ти кажам, фантазија. Ја у град не може да поминам да не ме заустави некој ученик или ученичка, било амбулант, било град да не направиме муабет. Да ја прашам професор, некад повлече ли ве такое малку носталгија покрај гимназија да пројдете? Како не? И отидете ли некад у школу, викав ли? Беше и на Марио да го честитам и към сегашниот колектив е многу помлад и сите се тоа се се тоа мои ученици. Сите се мои претходни ученици, али алал да ги. Еве, те само на кратко, професор, птен смо при крај. Ти си љубител и на книге. Ја за Куманово нема што не сум собрал. И ден денеска пишуеш... Нон-стоп. Имаш и активност. Тоа ми е, тоа ми е, не мене ме работна маса дома. Европски. И ово да покажемо. За Куманово, ова фали на Куманово. Тврди го. Значи, ваков проспект Куманово треба да изработи и вака го све. Погледни, милина. Да. Јас за Куманово нема што не сум прибрал. Гледам, имаш све документација. И кад путую, ја увек носам нешто, увек за Куманово мора да искочи нешто. И овој ти исто, ти кажам, драга книга, читаш го пуновти, борбена у Куманово, од 19 до 41. Па види, ја во Резеница решим 10 години сум бил предавач на единица, територијална одбрана, како началник на оперативна бригада во Куманово, бев началник на безбедност, Кратов, Паланка и Куманово, безброј предавања. И затоа морал да се наоружам. Јас повеќе учев од како завршив факултет, отколку за време на факултет. Ја непрекидно, до пензија, непрекидно се образовав. Така, професор, сат и 20 минута зборимо. Да ги покажемо и што овие. Ајде, еве. Куманово, моля. Добро, тоа се познати. Бласко Јановски. Ово е твој комшија Блашко Јановски, посвета. градоначалник на Куманово и бија, Да. 72 годину. Еве што е напишаја Блашко Јановски. Еве, професоре, скроз на крај, последно питање. Овие да ги покажеме неколку. Гледај што е Македонија. Ја ова го носа бе. Ова не знае до други не знае во други републики што има бе. Абе гледај што има Македонија бе. За охридски икони. Погледни. Нешто покажеме ли? Еве, да. Чекај, ти... Абе, нема. Куманово, куде да иду Куманово да представljam. Може ли? Професоре, ово е скроз за сам крај, златните и сребрените
опкови на охридските икони. Да. Ово е убаво пишан документ. Ово е многу интересантна работа што го имате. Има многу други, ама многу се книги да ги донесам. Нема што нема. Ја најде податок каде Гоце Делчев е дошел у Куманово за подготовка на партизански единици, кој е бил у село Старо Нагорчево и Пелинце. А Гоце Делчев е, нели он е погинае и Ама он е погинал меѓу претходно за формирање на комити. на комите, он е доаѓаe у Куманово. Да бе, имам податок, сега не можех да најдам книга, ја сакав да донесам дописот дека бил на терен во Куманово за формирање на комитски единици. Зборимо за Гоце Делчев. За Гоце Делчев. Добро. Во Пелинце и во Старо Нагоричани. Козачки оддел. Сега само скроз за крај, кажи ми, имате 82 години, така ли? 82. 82. Имате си ваши начин на живот, активности. Па ја се усреќа. Бајајќи ќе станете, имате си ваш ритуал. Да. Многу патував. Покрај се ова, јас патував прво со кола. 3 години бе Германија, Франција, Италија, Бугарија, со Джартовски, Александар во Бугарија. 3 пати сме одале од Шабла, румунска граница, до Пампорово. Варна, Бурга, сега со него фамилиарно сме одале. А потоа увидов дека кога возам со кола не може да видам ништо со глам. Затоа после 3 години путува с агенција. Египет, Израел, И други држави. и други држави. Меѓутоа со агенции многу убаво поминав. Може побо да имаш прегледност побо, да. Секојаш имам, сваки пат измам водич. Москва, Киев, Ленинград. Тоа без водич джабе. Просто е за крај последно питање, завршуваме. Една твоја лична порука како одговоришен педагошки радник, една твоја порука до млади генерации на професори и наставници. Јас предлагам во образование, ако сакаме да имаме успех, да ги ангажират практичарите, изведувачите на настава, академии, наставници од учител, преку наставник, преку професор, преку академски професор, да се носители на програмата, а не политичари да ја креират не програма. Значи, не може... Да има програма од компетентни луѓе. Па еве јас преку мојот пример. Слушав настава, држав настава и кога додов бев подготвен. Иначе, ако не сум видел како се води час, како не може да издржам. Сега е интересантно, кажав за случајот министер за образование со фалсификувана диплома во Тирана, го организира нашето образование. Што сакате понатаму? Друго нешто, родителите мора да сватат дека професорите и наставниците се втор родител на детето. Не може на дете да му верува слепо и да ги омаловажува вредностите на наставниците и учителите. По учител е поважен него мајката дома во воспитување. Не кажав нешто за моите деца. Ќерка имам во Скопје, едно дете. Син имам со 3 деца. Сега е во Бугарија. Ќерка имам со 3 деца во Куманово. Зет ми е Горан Денковски. Иначе се пофалам, имам 7 внуци. Нек су живи здрави. Тројца се завршени факултети и работат, а другите се на школување. Така да... Ти си најсреќен човек сега, Среќен сум што имам богатство. Сестра ми има 88 години, 4 внука и 8 паравнуци. Она е најжива, брат ми постаре покоен, брат ми е покоен, јас сум жив и свето брат ми е жив.
Толку за денеска. Поздрав од ресторан Куманово спа и посекуваме све најболje.